Пациентите од североистокот ќе можат да користат нов современ компјутерски томограф. Апаратот кој е сместен на новиот ургентен хируршки центар во Кумановската болница го обезбеди Европската унија и Министерството за здравство. Ваков апарат, информираат од болницата, се уште нема ниту една јавна здравствена установа. За разлика од стариот томограф кој прави 16 пресеци, новиот е со 128, што овозможува поголема прецизност при правењето снимки. За само 30 на секунди се добива проекција на телото, а зрачењето е значајно помало. Компјутерскиот томограф со кој што работиме и ден денес е доста стар, истиот е со многу помалку перформанси и помала прецизност секако на работа од она што го имаме сега. Ваков апарат, морам да нагласам дека нема ниту една јавна здравствена установа. Сега, значи, ќе добиеме вкупно 5. Ние сме меѓу првите, бидејќи веќе имавме обезбедено адекватен простор при самата градба на новиот ургентен хируршки центар. Ова многу ќе ни ја олесни работата, бидејќи се наоѓа на една одлична локација, на фреквентно место каде доаѓаат итни случаи, сообраќајни незгоди, повреди, значи речиси сите итни случаи доаѓаат или во стариот или во новиот хируршки центар. Исто така, лежачките пациенти, кај кои што е потребна итна да се направи компјутерска томографија, нема да бидат носени преку болнички двор до друга зграда, туку на лифт директно овде ќе бидат донесени. Ракувањето со апаратот ќе биде согласно стандардите со специјална изолација, заштита на ѕидовите како и систем за ладење. Од болницата се надеваат дека до крајот на годинава ќе добијат и дозвола од Дирекцијата за радиациона сигурност. Она што е не помалку важно, дури можеби и уште поважно, е едукацијата на персоналот. Со секој нов модел на апарат кој што го добиваме, потребно е да се обучи персоналот кој што ќе ракува со него, почнувајќи од рентген технолозите па до колегите радиолози кои што, значи, не работеле до сега со ваков софистициран апарат. Значи, ваков апарат, по мои сознанија, имаат само приватните болници Систина и Филип II. Еве и ние ќе бидеме дел од тие болници кои што располагаат со една софистицирана апаратура, но еве и кадарот треба да се обучи. Штета што немаме и повеќе персонал, но она што го имаме како ресурси и очекуваме, значи, за година-две и нов специјализант да заврши, па да имаме барем повеќе луѓе кои што ќе можат да работат и на овој апарат и на другите рентген апарати, бидејќи рентген дијагностиката е незаменлива, значи, за речиси сите патолошки состојби. Во Кумановската болница привршува и процесот за гасификација. По склучување на договор со јавното претпријатие Куманово газ, ќе следи пробно пуштање и тестирање на мрежата. Оваа установа досега се затоплуваше на мазут, кој се смета за еден од поголемите загадувачи на воздухот.